Археолошките музеи на отворено се популарен начин за поголемо приближување на археологијата до пошироката јавност. Првите музеи на отворено на територијата на Европа се отворени кон крајот на 19 век во скандинавските земји. Нивната појава во следните децении предизвикала зголемен интерес кај јавноста и се отвориле нови музеи на отворено низ цела Европа. Постоењето на археолошките музеи на отворено е дополнителен доказ за научните сознанија на археолозите добиени во текот на ископувањата, со што ваквиот тип на музеи го потврдува својот легитимитет. На територијата на Македонија познати се над 200 археолошки локалитети од времето на младото камено време, Неолит. Археолошкиот локалитет Тумба Маџари, лоциран во општината Газибаба во Скопје, засега е единствениот локалитет од младото камено време во Македонија, кој се наоѓа во урбана средина и каде постојат услови за поголемо анимирање на јавноста преку научни, едукативни и туристички активности. Во науката овој локалитет е познат уште од почетоците на втората половина на минатиот век, а првото археолошко истражување е извршено во 1978 година во организација на Музеот на Македонија, со што е констатирана населба од неолитот во рамките на Анзабегово-вршничката културна група од 6-тиот милениум пред нашата ера. Артефактите откриени во изминатите децении од овој локалитет со своите високи уметнички и естетски карактеристики денес се дел од археолошкото движно богатство на археолошкиот музеј, кој е лоциран во централното градско подрачје на Скопје. Со цел да се сврти вниманието на пошироката јавност кон овој малку подзаборавен локалитет, како и желбата да се представи младото камено време во секој можен сегмент, во 2008 година започна реализацијата на проектот за неолитското село во Тумба Маџари со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и општина Газибаба, а во организација на Музеот на Македонија. Идејата на овој проект имаше двојна цел: ревитализација на локалитетот и интензивирање на националното чувство за валоризирање и грижа за најстарите културни достигнувања на нашите предци. Преку изградените куќи во духот на неолитската градежна традиција и нивниот разновиден движен и недвижен покукнински инвентар, Музеот на отворено неолитското село на еден лесно прифатлив начин за јавноста ги пренесува сознанијата за секојдневниот живот на човекот кој живеел на територијата на Македонија и пошироко пред 8000 години. Неолитските луѓе, условени од елементарните стопански дејности, како земјоделието и сточарството, своите живеалишта ги граделе во населби кои биле лоцирани врз мали речни тераси што доминираат над низините, како и населби познати како тумби, кои лежат на краевите од котлините во нивните рамнински делови. Од едноставни форми на живеалишта, познати како земјанки и полуземјанки, преку цврсти надземни и наколни живеалишта, градени од дрво, камен, кал и трска, се формирале првите поголеми организирани населби во предисторијата. Општата неолитска идеја за значењето на домот е материализирана преку познатите керамички модели на куќи, а во некои од нив централно место има огништето. Основната архитектура во Тумба Маџари има стамбен карактер, но се потврдува и сакралниот и стопанскиот карактер. Основата на куќите најчесто е со правоаголна и квадратна форма. Некогаш на остатоците од куќен малтер се забележуваат и траги од боја, со што се дополнува сликата за изгледот на надворешните и внатрешните ѕидни површини на куќите.
Како неразделив архитектонски дел од куќата во неолитот се печките, огништата и другите недвижни објекти, чија функција се уште е тема на археолошката наука. Примарната функција на печката во куќата е термичката подготовка на храната пред се за печење на лебот, подготвен од разни зрнести култури. Инволвираноста на печката, тоест огнот, во обредните активности е доволна причина овој објект да се определи и како жртвеник печка. Печката се користела и како грејно тело, но во неа се печеле и керамички садови со помали димензии. Во истражувањата во Тумба Маџари откриени се неколку групи на глинени реципиенти во кои веројатно се чувала зрнестата храна, но не се исклучува можноста тие да се дел од просторот на куќата за обредни активности. Производството на керамиката е главната придобивка и културна карактеристика на младото камено време. Денес во археологијата е недвојбено дека сите неолитски култури и населби имале сопствено керамичко производство. Без сомнение, таа е произведувана од локални суровини на секоја населба во кругот на семејството. Луксузните и квалитетно изработените садови со сликани орнаменти веројатно се работени во работилници во рамките на населбата или пак од специјализирани мајстори грнчари што живееле во соседните населби. Тумба Маџари несомнено може да се вброи во ретките неолитски центри во Македонија, каде се креирала и се произведувала луксузна керамика, препознатлива за горновардарскиот регион, но и пошироко. Тумба Маџари е препознатлива особено преку елегантните звонести форми на пехари и лејкасти форми на амфори со сликани орнаменти со висока ликовна естетика, но и символика. На површината од амфорите се издвојува сликаната иконографија, која во археологијата е позната како флорален стил на Анзабегово-вршничката културна група. Посебна форма и естетска изработка имаат садовите, така наречени аскоси, кои представуваат карактеристична керамичка форма во средниот неолит за овој археолошки локалитет. Тие се користеле за транспортирање течности и веројатно во нив се чувала и храна пред се зрнестата. Камените мелници често се наоѓаат во неолитските населби и речиси секогаш се поврзуваат со процесот на мелење зрнеста храна, особено на пченицата. Тие се користели за друга намена, како за кршење тврдо овошје, обработка на растенија кои се користени како материјал за плетење кошници, обработка на животинска коска, кожа и така натаму. Освен утилитарната функција на камената мелница, таа се користела и како ритуален предмет. За појавата на текстилот или ткаенините во неолитот, од големо значење е доместификацијата на домашните животни и пољоделството. Во сите неолитски населби се најдени тегови од разбои, што зборува за појавата на текстилот или ткаенините. Разбојот за ткање сигурно бил во кругот на семејството, но можеби постоели повешти лица кои се специјализирале во овој занает. Во населбите се откриени предмети изработени од животински коски, како шила, спатули, игли за шиење, кои биле некои од основните видови алатки за изработка на облеката, покукнинските покривки, обработка на животинското крзно, кошничарството, плетењето рибарски мрежи и јажиња и друго. Реконструкцијата на облеката на неолитскиот човек, особено на жената, првенствено се заснова од изгледот на антропоморфните фигурини, односно преку врежаните орнаменти на нивното торзо. Социјалните односи во неолитските заедници, особено во семејствата, се подредувале според општите интереси за опстанок и благосостојба, а во нив жената стекнала посебен општествен статус. Жената била моќна инспирација за неолитскиот уметник и во природен материјал го увековечил нејзиниот дух и тело. Улогата на жената како родилка и мајка во неолитот била поистоветена со култот на плодноста, односно со култот на големата мајка, Магна Матер,
на што укажуваат представите на керамичките жртвеници од двете културни групи на територијата на Македонија, Азабегово-Вршничката и Велушко-Породинската културна група. Иконографијата на овој култ, која представува симбиоза на женското тело и куќата, е единствена по својата уметничка изведба и експресивност, со што неолитот во Македонија се издвојува од останатите неолитски култури. Унапо што е особено познат локалитетот Тумба Маџари, е за прв пат откриената керамичка представа на жртвеникот на големата мајка во почетокот на 80-тите години на минатиот век. Поголеми или помали фрагменти од овој тип жртвеници се најдени во останатите куќи во Тумба Маџари. Се добива впечаток дека поседувањето на овие жртвеници било желба и обврска на секое семејство. Нивното внесување во куќата би можело да се толкува и како нејзино осветување. Антропоморфните представи засега се единствените податоци за изгледот на косата кај неолитскиот човек. Фризурата не е само моден детаљ на нејзиниот носител, таа го означува и неговиот социјален статус, односно е посредник во комуникацијата со заедницата. Антропоморфните фигурини откриени во Тумба Маџари и другите неолитски населби, со прикажани едноставни и сложени ликовни представи на фризурите, се потврда дека неолитската жена со особено внимание се грижала за изгледот на својата коса. Сите прикажани фризури на фигурините ги краси една карактеристика на елеганција. Во археолошките истражувања се пронајдени и предмети изработени од камен, школка, глина, животински коски, кои генерално се класифицирани во категоријата накит. Потребата за поседување и носење на овие предмети е повеќе наменска и има различно значење. Некои форми на накит се и чин на изразување на емоциите, верувањата, а особено се посредници во поврзувањето со енергијата и моќта на божественото над природното. Животните од секогаш биле дел од животот на луѓето. Гледајќи наназад низ времето, луѓето ги ловеле животните, ги припитомувале, ги користеле како извор за храна, суровина и работна снага, или пак ги одгледувале како домашни миленици. Некои од животните ги почитувале како божества или како символи на своите заедници во рамките на фертилните култови, материјализирани преку сликана и скулптурална форма. Денес на просторот во неолитското село, покрај 4 куќи во кои се изложени копии на еден дел од археолошките предмети откриени во Тумба Маџари, е изграден и објект, чија примарна идеја е да прерасне во едукативен центар, но и во простор за одржување на разни научни и културни манифестации. За развој на археолошкиот туризам, односно промоција на локалитетот и неолитот, изградена е музејска продавница Сувенирница, која ќе биде функционална во некоја следна фаза. Неолитското село е добитник на наградата од Македонскиот национален комитет ИКОМ како најдобар музејски проект за 2010 година. Од општината Гази Баба во 2011 и 2017 година се доделени признанијата за афирмација на регионалниот културен развој и значајни остварувања во областа на културата. Во изминативе години, нерешените административни и технички проблеми во неолитското село не беа пречка да се реализираат многу вонпрограмски едукативни и разни културни активности за посетителите, а особено за предучилишната и училишната популација. Грижата и одржувањето на неолитското село од 2014 година до денес продолжува во рамките на годишните програми за работа на Археолошкиот музеј во Скопје како правен наследник на Оделот за археологија во Музејот на Македонија.
Неолитското село, како составен дел на археолошкиот локалитет Тумба Маџари во Скопје, засега е единствен музеј на отворено во Македонија, кој на популарен начин дополнително ги промовира културните вредности на младото камено време. Со добра институционална стратегија и активно делување, Неолитското село секако ќе се вброи во семејството на светските археолошки музеи на отворено, кои со години успешно ја раскажуваат својата приказна на постоење.